Денес ќе ви покажам како да направите AI агент кој ќе ги зема вашите блог објави, како например овој блог овде, и ќе го објави на вашите социјални мрежи, LinkedIn, Facebook или Instagram, и за секоја посебна социјална мрежа ќе биде направен соодветен пост. Првиот чекор е да се најавите на вашиот make.com акаунт. Потоа одите на мојот YouTube акаунт, кликате следниот линк кој ќе ве донесе на следнава страница RoboNuggets Community и ќе отидете во Classroom, ќе скролате најдоле, следната страница и го кликате следниот туторијал. Овој туторијал кликате на make.com blueprint и го снимувате blueprintот за нашиот агент. Потоа одете, се враќате во make.com, креирате ново сценарио, 3 точки import blueprint и го избирате blueprintот од нашиот туторијал. Сега, бидејќи make.com престана да го поддржува Twitter, овој модул овде, кликнете десен клик и ќе го избришете, бидејќи нема да ни е потребен. Ќе ги користиме социјалните мрежи LinkedIn, Facebook и Instagram. Следниот чекор е да ги поврзаме нашите Google Sheet документи, но всушност прво треба да ги направиме. Те изгледат на следниот начин, а може да ги добиете при одење на нашиот туторијал и кликање на следниот линк, кој ќе ве донесе во Google Sheets. Се што треба да направите, да кликнете File, Make a Copy, Copy of RoboNuggets Template. Откако го направите сето тоа, ќе добиете следнава табела и сега треба да додадеме блог линкови и ноти за нашите блогови, но како тоа да го направиме без да биде се мануелно. За да го направиме тоа автоматски, ќе отидеме во Google и ќе напишеме link grabber, кој е всушност екстензија за вашиот пребарувач, и само тоа ќе го додадете на вашиот пребарувач и ќе отидете на вашата страница каде што имате блогови, како например ова, кликнете на link grabber. Како што можете да видите, ќе ми ги даде сите линкови кои што се поврзани со BioFusion страницата. За да ги избереме нашите постови, само ќе напишеме пост, коса црта и ќе ги добиеме сите наши блогови. Ги копираме тие блогови и ги додаваме во нашиот Google Sheet документ. Следното нешто што треба да го разбереме за оваа табела е колоната My Notes, кои се всушност ноти, каде што можеме да си напишеме наше мислење во врска со блоговите. И потоа имаме колона статус, каде што кажуваме на нашиот AI агент кој од овие блогови е постет, а кој не е постет. Ова ќе ни помогне да пратиме прогресот како ги објавуваме нашите блогови. За нотите корисно е затоа што ChatGPT ќе ги зема во предвид нотите и ќе ги кастомизира објавите според вашето мислење за блоговите. Сега следниот чекор е да ги сетапнеме сите овие модули, т.е. да ги поврземе сите овие модули со нашите соодветни акаунти и да го автоматизираме целиот систем. Прво, за Google Sheets имаме конекција, каде што доколку вие ја немате таа, кликнете на Add, можете со Google да се најавите со помош на pop-up прозорчиња. Потоа, ова автоматски ќе ви се пополни, Spreadsheet темплейтот го избирате, вашиот. Sheet name 1. Ова целото е автоматски направено, напишано претходно. Потоа одиме во следниот, правиме истото
spreadsheets, blog templates. Сето ова е претходно направено. Save. Следните модули за setup се Bitly и Perplexity. Bitly е потребен за да го скрати нашиот блог линк, да биде посоодветен и да опфаќа помалку карактери за да биде линкован на нашите социјални мрежи. А за да направите конекција со Bitly, тоа е многу едноставно, само кликнете на Add копчето и со помош на pop-up линковите вие можете да направите Bitly акаунт и да се најавите. Потоа Perplexity го користиме за всушност да можеме да го сумираме нашиот блог пост и да ги има нашите ноти во ум и со тоа ќе ја скрати целата тематика, ќе ја сумира целиот блог, целиот пост и ќе може да го испрати на ChatGPT агентот. Сега, за да додадеме Perplexity конекција, потребно ни е API key. А за да го добиете тој API key, потребно е да отидете во вашиот Perplexity акаунт, кликнете на All Settings и во API Billing треба да купите кредити за да направите API key, кој ќе ви даде текст со кој што ќе го копирате и ќе го вметнете овде. Со тоа ќе направите конекција со Perplexity и Make.com, ќе изберете модел, може да изберете Sonar Deep Research и овој промпт е автоматски напишан, кој што вика сумирај го артиклот од нашиот Google Sheet документ, додека ги имаш нашите ноти во ум, доколку се available. Кликаме на Save и следниот чекор е да го поврзаме ChatGPT со конекциите од LinkedIn, Facebook и Instagram. Зошто се битни нашите ChatGPT модули? Тие се битни бидејќи секој ChatGPT има посебен промпт да го сумира нашиот артикл, пост и да го направи соодветен за секоја социјална мрежа на која што сакаме да објавиме. Дали тоа е LinkedIn, Facebook или Instagram. И со помош на неговиот промпт ние ќе направиме и соодветни постови кои што ќе ги објавиме на овие социјални мрежи. Доколку немате направена конекција, само кликнете на Add и всушност Make.com има линкови до како да ги добиете API key и API организацијски ID од OpenAI. И овие модули всушност имаат промптови кои што се посебно напишани според тоа на која социјална мрежа ќе се објават, како например сега за LinkedIn имаме опција да вели каде што овој наш пост ќе ги зима сумацијата од Perplexity и ќе ги има во ум нашите ноти од нашиот Google Sheet документ и исто така го зима скратениот линк од Bitly. Исто така имаме за Facebook и за Instagram. Сега за Instagram, како што можете да видите, имаме два ChatGPT модули. Овој вториот модул користи DALL-E 3 модел, всушност прави слика која што ќе се постира на Instagram, бидејќи Instagram секако цело време ни бара слика како пост, бидејќи не можеме само текст да објавиме. Кликаме на Save и сега ги поврзуваме нашите социјални мрежи со соодветните профили на кои што сакаме да ги објавиме нашите блогови. Прво за LinkedIn креираме така што го земаме нашиот акаунт,
Зимаме контентот од ChatGPT со пораката што не е потребна. Visibility ќе биде public, така што сите ќе го гледат и ќе се објави на нашиот main feed. Save, конекција со Facebook, кој што можеме да си одбереме на која страница да објавиме. Нашиот случај ќе биде RoboNuggets Macedonија. Ќе имаме пораките од ChatGPT и кликнеме на Save. Исто така и за Instagram. Одбераме на која страница сакаме да објавиме. RoboNuggets Macedonија како за пример. Овде фото URL ќе биде од ChatGPT вториот модул кој што ќе го добиеме, а за caption ќе го земаме од првиот модул на ChatGPT. Кликаме Save и исто така го зачувуваме целиот овој процес. Сега да видиме како тоа би функционирало. Кликаме Run Once. Зима нашиот блок од Google Sheet документот, го означува како posted, го крати линкот, сега го обработува во Perplexity AI. Сега, додека се извршува ова обработување на блок во Perplexity, сакам да ви објаснам како всушност функционира автоматизацијата. Google Sheet документот, првиот модул, го зема нашето прво блог пост, кој што е означен како not posted, потоа го означува како posted, го носи во Bitly тој линк, кој што Bitly го обработува линкот и го намалува во помалце карактери, и потоа оди во Perplexity. Perplexity, тој линк, всушност блогот, се обработува и потоа преку раутер, ово е всушност модул кој што го разедначува. Гледате, прво оди во ChatGPT првиот модул, кај што креира LinkedIn пост, потоа ќе направи LinkedIn пост и ќе го објави. Еве го контентот кој што го објави, потоа истото го прави и за Facebook, и истото ќе го направи и за Instagram. Еве го за Facebook постот, drug pricing, healthcare innovation, HTTPS, Bitly. Како што можете да видите во вториот модул, ChatGPT го има напишано следниот промпт за да генерира слика и направил објава на нашиот Instagram профил. Како што можете да видите, еве го нашиот LinkedIn пост објавено, еве го нашиот Instagram пост исто така објавено пред 2 минути и еве го нашиот Facebook пост објавено пред 3 минути. Тоа е всушност како функционира нашиот AI автоматизиран систем. Доколку сакате повеќе туторијали во врска со вештачка интелигенција и автоматизација со помош на вештачка интелигенција, да следете ме на RoboNuggets Macedonија, YouTube каналот, или на сите мои социјални мрежи, како например Instagram, TikTok и Facebook, како и можете да се зачлените на RoboNuggets Community, така што ова community, тоест ова заедница, е заедница каде што секојдневно објавуваме туторијали и објавуваме начини на помош со учење на вештачката интелигенција и учење на автоматизација со помош на вештачката интелигенција. И во секој момент можете да објавите и да прашате што сакате и да добиете помош од некој од нашите искусни AI професионалци. Доколку ви беше интересно ово видео, можете да ме запратите или пак доколку имате некој прашање, слободно прашајте во коментарите и ќе се обидам да ви одговорам најбрзо што можам. До следно видување и убав ден. Пријатно.